Се ограничува времето кое работникот може да биде вработен на определено време. Работодавецот ќе може да држи работник на определено време најмногу 2 години наместо сегашните 5, а потоа ќе мора да му го трансформира работниот однос на неопределено. Ова се измените што се содржани во нацрт верзијата на Законот за работни односи, што министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска го образложи во неколку наврати. Според неа, преднос е што во период од 2 години работодавецот нема да може да му дава на работникот да подпишува анекс на договорот секој месец, туку тоа ќе му биде дозволено најмногу 3 пати. Тренчевска дополнува дека во законските одредби е ставена клаузула да не може еден работник секој месец да подпишува анекс. Министерката информираше дека настребата со синдикатите барале максималното време за работа на определено време да биде 1 година, а работодавците предлагале да остане исто 5 години или да се намали на најмалку 3 години. Затоа периодот од 2 години е избран како компромис, веле Тренчевски, и дополнува дека има и други придобивки за работниците, како што е воведување на нова форма на работа, како што се работа од дома и работа од далечина, што смета дека е од особена придобивка за младите работници да избераат како ќе работат. Тренчевска појаснува дека токму на овие измени ги поучила ковид пандемијата, кога голем дел од работниците работели и од дома. Придобивка според министерката е што нема да има и горна граница колку што ќе изнесува годишниот одмор, што е во моментов 26 дена.